Јас сум роден Ангелески, имам 18 години. Прв пат скокам за фаќање на крсто и прва година ми се посреќи, прва година го фаќам. Што значи за тебе овечина? Искрено ми представува голема задоволство и сум многу среќен, бидејќи на моето име успев да го фатам крсто и воедно искрено како празник ми е еден од позначањите, бидејќи сум многу голема значење, да. Јавувањето на Бог и плюс дека сум крстен и Јордан на овој ден на денова водици, сум уште повеќе среќен. И за здравје Бог се јави и наистина се јави. Каде учиш? Што правиш и што очекуваш да ти донеси еве ова? Јас учам во гимназијата Мирче Ацев, втора година сум и искрено да бидам, не знам што да очекувам. Сте кажува, мислам, очекувам многу поголема среќа и сум многу возбуден поради првата година што скокам и Што им порачуваш еве на другите? Дали е страшно да се скока и не е страшно, туку пред се првин треба да скокаме за здравје, не е главната цел за фаќање на крсто и за ред другите работи, туку се скока за здравје и многу деца како од што слушам, од што движат мавет, слушам дека тие ќе настинеле на денот на кога ќе се фрлат во ладната вода, но на овој ден колку што знам јас и во минатото никој не настинел, бидејќи Господ не, како да кажам, не чува од настини и други работи. Продолжуваме со покровителство на сите настани кои што се традиционални во нашиот град, така и овој ден ја користам приликата да му честитам на Јордан и за крстот, да му посакам многу здравје, да му го честитам и менденот, да е здрав и жив. Ја слушав неговата изјава и даде една добра порака, еве ја користам приликава да ја парафризирам и да кажам дека да, добро е сите да учествуваме, најпрво за да го поправиме нашето здравје, таков и овој ден, во крстените води насекаде низ Република Македонија, но и да учествуваме и во сите општествено-политички процеси, за да го поправиме животот во нашата држава. Се надевам до година посреќни повесели, оваа година околу 185 пријавени и на сите места каде што општината беше покровител, повеќе од 400 луѓе учествуваа во овој свечен чин. Ги поврзуваме и на некој начин, иако сме секуларна држава и религијата и државата, но ние сме христијани, претежно христијанско население во општина Прилеп и еве, на моја големо задоволство, многу учесници, млади луѓе кои што имаат желба да ја продолжат традицијата која што негуваме со години наназад. Уште еднаш честитки, благодарам и до останатите спонзори или покровители на овој настан, се надевам до година дека ќе бидат и побројни и дека уште побогати награди би имале, да не биде тоа предизвик само наградата, како што каже и Јордан, туку навистина се посветиме за нашето здравје, за добробитот и за една успешна и посреќна држава Македонија. што му подаривте од општината? Од општина Прилеп подаривме еден сувенир за спомен и еден ваучер од 20.000 денари, кој што сметаме дека барем на некој начин ќе му даде дополнителна сатисфакција за ова што беше негов најголем, претпоставам, животен успех до сега. Уште еднаш ја користам прилика да му посакам многу успеси понатаму во животот, добро здравје на неговото семејство и на сите граѓани на општина Прилеп.